денес се одржува 45-тата поред критична маса во Прилеп. Мотото на оваа критична маса е вози ако можеш. Значи со тоа мото сакаме да упатиме на критика за условите што се моментално за возење и една порака не се вози точак само во лето, значи ако е ладно може да се вози. Сега вози ако можеш, значи да ги премине сите бариери кои што се низ град Прилеп. Тоа сакаме да укажеме на паркираните автомобили кои што се уште тука проблем на необележаните велосипедски патеки. Истите проблеми значи се уште се задржани и се уште се тука, но продолжуваме да возиме и се уште има луѓе кои секојдневно се движат на точак во градот, така да очекуваме да се подобрат нештата за во иднина. Значи покрај инфраструктурните проблеми, покрај проблемите во сообраќајот, какви се зимските услови во нашиот град? Како се тие решени? Па зимското возење на точак во Прилеп е многу отежнато. Бидејќи се чистат само коловозите каде се движат автомобилите, пешачките патеки и велосипедските патеки продолжуваат да бидат окупирани од снегот и од мразот. Но денеска видовме мала акција, имаше од комуналните служби, ги среди и тие патеки, така да можам да речем дека се има некакво мало подобрување, но како што кажа Борче, има голем проблем со движењето околу паркираните возила на улиците и упатуваме апел до соодветните институции да превземат соодветни мерки, да се намали бројот на паркирани возила и во централното градско подрачје, доколку е во можност да се истите да бидат забранети, да не може да се паркираат.